Добар ден, почитувана публико, и добре дојдовте во 43-тото издание на видео подкастот Гласот на Слободна Македонија. Јас сум вашиот домаќин Душан Петровски, со мојот соговорник Јован Петровски. Добар ден. Добар ден. Ова е шесто продолжение на нашата анализа на 24 отворено на телевизија 24 по прашање предлог законот за поништување на лустрацијата. Продолжуваме со анализата на Диневски. На излагањето на Диневски, тука тој ја коментира компетентноста на Комисијата за лустрација во однос на спроведувањето на законот и правењето на лустрација. Не смееше и не може, поради сите овие настани што случувале, не смееше и не можеше да одлучува врз основа на таквата документација. Не требаше да биде практично донесен тој процес на лустрација. Комисијата е недоволно компетентна, не беше доволно компетентна да го спроведи овој процес. Тие очигледно не ја разбираат основната функција што имаше тајната полиција, репресијата за која зборува тие, беше дело само на служба да што дошла. Репресијата беше системска. Тајната полиција, која е работа, не ги измислуваше подошла. Требаше само персонална идентификација на луѓето кои што застапува одредени позиции кои што беа спротивни на политиката на Сојузната комисија. Днешните приврзаници на РИП като непријателска категорија се појавија после Судинов со Сталин. Либералите се појавија после Судинов со Живов. 50-та година. Анархолибералите и неолиберализмот се појавија после студентските демонстрации, кој е заведен и после нас покретот во Хрватска. Благодарам, малку ќе тука значи само да напоменам, веќе дискутиравме за ова, кој Диневски ги набројува како жртви на работата на тајната полиција. Како што рековме, тука се информбировците, джиласовците, ШСС-машите и потоа овие маспок во Хрватска. Никаде не ги споменува македонските националисти. Сега, една многу битна работа. Тоа вели, тајната полиција не измислувала кога дошлите таа, вршеа само персонална идентификација на луѓето кои застапувале одредени позиции кои биле спротивни на политиката на Сојузните комунисти. Значи, оправдано бил гонет Минчи. Да. Да, тука нема жртва. Еве пак да се навратиме на извештајот на Комисијата на Извршниот совет. Таа вели дека исследувањата на Службата за државна безбедност немале за цел да се утврди материјалната вистина, туку по секоја цена да се докаже сомнението, и дека имаме завлегувања во меѓусебните односи. Вели дека извештаите и другите материјали што се внесувани во досијата на одделни лица не само што немаат карактер на безбедносен материјал, туку значат регистрација и завлегување во меѓусебните односи. Значи, кога Диневски зборува за природата на службата за државна безбедност, таа немала никаква врска со државна безбедност. Сега, тука се отвара едно многу битно прашање Диневски. Нема да навлегуваме за програмувањите за информбиро, за ги земеме овие 68. Да. Колку од нив се судени? За колку минут дифилно судски процес? Мислам дека нема така. Јас колку знам нема. Значи, на службата, ако работа на службата, тој што вели не измислува да кодоши, да, тогаш треба, како ќе бидејќи за сите имала докази, барем така стои овдека. Да, работеле со собствени докази. Да, треба да покрене судски, да оформи кривична пријава и да ја процесира преку велителството и да ги судат луѓево за неуставна дејност. Да, работење кон уривање на уставните. Но такви нема. Сега, како можеме да зборуваме за основната функција на тајната полиција без да посочиме дека таа била политичко-идеолошка полиција и дека таа имала покрај тоа што
вршела полициска должност, дека имала и превоспитна должност. Ама, оно што е битно сега. Тој споменува вака. Ајде да малку да одиме околу бројките. Да. Во времето на информбирото од Македонија на голиот трг се отиде околу 1000 луѓе. Да. Значи толку се информбирото со Македонија. Околу 1000 души. По линија на Джидос, не верувам дека има стотину, ајде да кажеме да не Да. што се сомневам дека има и толку. Иначе после искуството со информбирото, многу малку луѓе биле подготвени да се протистават на титул на неговиот систем. Да. Меѓутоа и самиот Джилас не е многу гонет. Немал некое големо влијание. Да. Потоа, кои беа студентски протести беа после, така ли беше? Да. Од Македонија во студентските протести учествувале 50 души. Да. Значи во Скопје немало протести. Ова се студенти во Белград. Да. Значи зборуваме за некој, ајде да кажеме, група од 2000 луѓе, се да ги собереме на куп. Сите овие анархолиберасти. Се од 48 од судот со Сталин, па до... Да, зашто Маспок нема во Македонија, тоа е националистички Да, нема. покрет во Хрватска. Се обидува да го става Славко Милосавлевски во таа група на тие либерали во тоа време ги крста техни менаджери, како ништо, некој име не ми ставија. И Славко Милосавлевски беше во тие, уште некој два тројца, уште еден професор на по социологија на економски факултет ли беше, одехме да му ги слушаме предавањата. Беше интересно. Ама тебе да ставиме 2000 души. Колку беа 160 кусурилјади по извештајот на 140.000. 140.000. И кај се сега тие 138.000 по која основа се прогонувани? До 66 година. Тука уште нема, ови анархолиберали ги нема, тоа уште и граѓанска десница. Десница ги нема и Маспок го нема. Значи, кои се тие прогонувани? Това се луѓето за идејата за самостојна Македонија, кој ги прескокнува свесно Диневски. Сега ако одиме понатака, до 90. Од 90 навака. Значи, Улогата на службата, колку сака да нека ја брани Диневски, таа има основна цел. Да заруши секоја поинаква мисла и да обезбеди нов соработник. По ова што го пишува сега Цветан Гроздановски во Фокус, тоа е долгогодишен работник во безбедносните служби, и сепак, по некои работи не може да ја кажува вистината. Тој вели вака: скоро никој не се одуприл на предисоците на службата за да стане соработник. Јас напишав пред некој време дека само по два основа можеш да ја одбиеш соработката со службата. Или да умреш, или да извеш од Македонија. Трето нема. Значи секој прогонува. Завршува како соработник на службата. И сега, како може да биде службата незамешана во стварење на накодошите? Па таа е главната. Веќе му измислува на човека дело и кажал некаде, се сеќавам на еден пример. Мислам, ова е денеска ми е во умот. Некаде уште работа на фабриката за цевки, имавме таму монтаж. Тоа беа луѓе кои да монтираат цевководи по Југославија и се враќа преку зимата, бидејќи веќе не можеше да работи, ќе замина на пролет и се враќа кога ќе почне стеговите. И бидејќи беа на терен, полни со пари, дневници, одвоен живот, и не одам на работа, ама по кафеана.
Или како фабрика беа крстени како седма флота, шеста флота, како беше на американската. Па не знам тоа, вие шеста флота ли? Шеста флота која беше по низ светот која беше Да, станала. крстари по светот, Да. никогаш не е дома, Никогаш таа не е на дома. основа крстари. И така тоа им беше нивниот пекарова фабрика, шеста флота. Бидејќи нон-стоп беа низ Југославија, никош не беа во фабрика, а примаат плат од фабриката. И една вечер имаше музика, свиреше Бакија Бакич во комао, во хотелот Кристал, тоа беше Тексас, хотел Кристал, тогаш беше Тексас, се кршеше, низ не можеше да се оди, Конјов кој не бе. хотел Кристал. И си наздравува, да живее шеста флота. Веќе тие беа главни носители на славењето, пари, песок, друштво горево, кога беа полиција. Не, ама нема објаснување шеста флота с ти, ке збориш дека да живее шеста флота. Абе ги убија луѓето чотек. Однеша по некој недела дена во притвор. И останаа бележени како противници на систем. Што се они вршат пропаганда на трудиот капитализм. Да, ти убаво рече сега, значи, тајната полиција не измислува кодош. Не. Таа дефинира непријатели. Да. Значи, да појдеме, да не идеме прави непријатели, прави кодош. Да, таа од непостоечка ситуација, па затоа викам дефинира. Дефинира, Значи сега, се, да речеме, во оваа соба е дозволено. Да. Во моментот кога ти ке речеш, еве како глава тука, Да. дека плаво пенкало е Казниво. казниво, дека тоа е почеток. Напишан во тајниот правилник, без Во да тајниот. знаеш. Да, ти во твојот компјутер или во твојот нотески си напишеш А денеска сините пенкала се почеток на да одривање на на уривање на државниот поредок. во куќата да се урива поредок. И Кој користи плаво пенкало, тој е непријател Непријател, на да. државниот редин, И на веднаш- куќниот редин. јас сум отворен досие. Да. И го гласувам за државни непријател. И сега почнуваат репресивни мерки. Репресивни мерки. Нема избегување, нема јадење, Нема нема грејење. грејење. Еден разузнавач, само ова морам да го споменам, го побарав текстот, ама него не сега ќе го најдам за едната емисија. За некоја една емисија која ќе дојдеме пак да зборува на оваа тема. Зборува за после 92-та година ова се случува, за репресивните мерки. Тој е приведен до станица и вели вака. Јас веднаш признав се што сме правеле, бидејќи бев свесен какви репресивни мерки употребуваме. И сега, овдека, вели, не, тајната полиција нема врска со стварање на непријатели и Да. кодош. Репресијата била системска. Да. А чекај сега. Па добро, системска била. Која спроведува? Па кој е механизмот со кој се спроведува таа репресија? И која спроведува? Па тоа е тоа. Па тука Службата е механизмот Да. со кој се спроведува. Значи, или како што кажала ова комисијата, механизам на политичка и идејна контрола на општеството. Целосна контрола врз општеството. Значи, таа е механизмот кој што го спроведува едноумието. жената на Джилас во една нена изјава му се жали на Джилас дека се плаши веќе од прислушкувањето од дека се плаши за себе се плаши. Да. Кога тогаш Джилас уште бил негов Тоа е пред неговиот испад. пред неговиот испад. Може би тоа се причините за неговиот испад, сега не знам, но вели дека УДБА контролира се и таа се плаши веќе за собствениот живот. Джилас е еден од тројцата или четворица Во врвот во на врвот на власт. Југославија, да. И сега, значи, кога викаме дека тајната полиција дефинира непријатели. Еве сега да ги земеме сите овие непријатели, ајде да не идем, да ги земеме сите. Овие анархолиберали, инфобировци, Да. па тука можеме да ги ставиме и овие Ванчо Михайловисти. Не може да ги ставиме, ќе ти кажам зошто. Ај, во ред, да не ги ставиме нив, Не. да ги ставиме само овие. Да. Ајде.
Значи, анархолибералите до 68-машите. Тие, и сите овие кои што, или како што го дефинираше Диневски, дека таа регистрирала само појави на политика спротивна од линијата на служба. тука не живи. Не. Тука е Во нивните тие заложби на овие непријатели, анархолиберали и вакви онакви, имаме што е манифестација на слобода на говор, на слобода на размислување, на слобода на не здружување. такви работи. Ма тоа е Па тука е проблемот. Тоа се комунисти. добро, Сите. добро, Тие се дел од партијата. да. Значи, тие не се против комунистичкиот систем. Да, не сега поентата ми е ова. Поентата ми е сето она што го користеле како средства, како мерки за ширење на својата идеја, за стварање на својата идеја, сето тоа било во рамките на дозволеното со Уставот на Југославија. Уставот, уште од самиот прв устав на Југославија, било загарантирано правото на слобода на говор, на изразување, на печатот, тука на си сите тие да. работи. Значи, и па затоа и овие Ванчо Михайловистите сваѓаат во Да. тоа, затоа што и раздружувањето, само да. предлогата до раздружување и отцепување било уставно. гарантирано. Значи, сите овие наводни непријатели на државата, па еви овие кои што не се на наша линија, анархолибералите Да, и да. информировците, никој од нив не се користел со Неуставни. неуставни мерки. Силата во статните разбрав, па клипот на возвор, така да... И сега, значи, затоа викаме дека службата ги креира или дефинира Да. непријателите. Тие непријатели не работат ништо против законско, а одеднаш на некој таен суд, на нив им се пресудува дека тие се антидржавен елемент. Сега, никогаш нема да ја разбереме вистинската потреба од лустрација, вистинската суштина на службата, доколку не се вратиме еден чекор поназад. Како што ти веќе напомена, коренот на службата, коренот на УДБА е црна рука. Да. Тоа е народно обединење, тоа е народна одбрана, тоа се српските, великосрпските здруженија, чија што идеја е ширење, експанзија на својата територија. Сега, Србите не размислуваат исклучиво за ширење само територијално. Тие се фундаментално, тие се феудалисти во нивното размислување. Значи, тие кога освојуваат територија, тие не сакаат само празна земја, на нив им требаат и крепосници. Им треба народ, раја, кој што ќе ја работи земјата. Меѓутоа, не е баш така лесно ти да освоиш народ, кој што едноставно нема да се покори така лесно, особено ако си освојувач од стилот на србите, кои што не се како римјаните кои што знаат да те придобијат со нивната напредност, со градење на инфраструктура и едно друго. Ако си како србите, ти мора да асимилираш на сила. И сега, првата фаза на македонската окупација од Србија, имаме бел терор. Да. Имаме апла насилна асимилација. Откако се гледува дека тоа баш не оди најдобро и дека веќе завршена е потребата за таква насилна асимилација, од 45-та на нааму имаме спроведување на стихина насилна асимилација. Тоа е вистинската улога на службата. И таа стихина не се прави како... Туку се прави под една плашна колективизација на разни... Никаде ти немаш притисок на основа на наметна српска идеја. Туку Не. комунизмот е... Па тоа, например, сега Тука е... во војска или во култ кога ќе се придружи некој, првен го разнебитуваат човекот. Тоа е... И затоа многу малку луѓе разбираат играта. Да. Многу малку луѓе сакаат да ја видат вистината. Сега, значи од една страна службата работи да се разнебити македонскиот менталитет. И тој веќе на нас веќе овие во 2020 година веќе ние не знаеме што бил македонскиот менталитет во 911 и 912. Значи сега, службата како што веќе спомнавме се ангажира во обработка посебно на културно-општествените работници. Значи ние ако земеме македонската култура во последните 30 години, значи за време
на СФРЈ не се приметуваше тоа, затоа што Лепа Брена, Бело дугме, овие што ти знам таму, Лева патика, сите, целата култура беше на српски. Македонската телевизија имавме, значи, по, да кажеме, половина програма на македонски, половина програма на српски, сите филмови, сето тоа, целата култура која што младината сакаше да и се придружи, беше на српски. До тогаш и не можевме да забележиме, бидејќи тогаш живеевме во братство и единство. Меѓутоа, погледнете што се случува со македонската култура во изминативе 30 години. Каков шум, каков ние немаме произведено речиси ништо македонско, и како народот ја прифаќа таа култура. Па кои се главните звезди во Македонија? Жената на Аркан и такви слични личности. Значи тоа е тој бавен процес на асимилација. Значи први на разнебитија не направија ништо. Како што Ванчо Михайлов тоа напишал дека своевремено тие луѓе со тој тој го нарекува тогаш што е македонски идентитет, ќе останат без никаков корен, без никаква подкрепа, значи ќе останеме комплетно обезличени и сега се додава боја, сега се прави тој нов македонски менталитет. А службата е таа која што го спроведа тој процес. Точно така. Значи, во интерес на одржување на некакви целини, ќе ја заклучиме и ова епизода сега. Продолжуваме со анализата набоку. До следниот пат, до гледање. До гледање.